Благодарам, председателе. Вклучено ли? Да, окей. Благодарам, председателе, почитувани гости, почитувани градоначалник, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Јас пред да почнам зошто ова е одговорност и на град Скопје и на владата, би сакал да го повикам директорот на јавното сообраќајно предпријатие, како и секретарот на град Скопје, кој што на пресконференцијата кажа дека владата и општините во град Скопје им должат пари, па од таа причина предпријатието е доведено до ваква состојба. Јас ги молам да ни образложат, да ни убедат нас и граѓаните по кој основ, кои општини и колку должат. И заедно да изнајдеме механизам или да кажете како планирате да направите притисок и како планирате да ги исплатите тие долгови. За да не постои нејаснотија зошто ова предпријатие е доведено во ваква состојба. Што се однесува за тоа дали владата на Република Македонија, централната власт е одговорна за настанатата ситуација. Прво не можам да сватам зошто не гласавте за итноста на оваа точка. Се разбира дека итноста постои за оваа точка, заради тоа што не само што град Скопје останува без превоз, заради тоа што работниците исто останале без плата. И они имаат комплетно право да го организираат овој штрајк, без разлика дали го најавиле или дали е во согласно со синдикалните организации. Они се само организирале и излегле на штрајк. Тоа е сосема во ред, затоа што имаат заслужено да добиваат надоместок за она што го работат. Значи, владата е одговорна за ова заради тоа што навистина има премногу непродуктивни трошоци. И ние гледаме како се расфрлаат за бифтеци, морски плодови, на сајмот на Белград за храна и вино, каде што се шетаат владини представници од СДСМ и ДУИ. Како нема врска? Има врска. Па има врска затоа што Немајте да упаѓам пак, Господ. Не е проблем, нека. Молам продолжите, господине Исмаил. Додека владата плаќа сметки за струја на приватни лица кои што толку време не плаќале струја, додека троши за оружје купено од САД 300 милиони евра секоја година троши за оружје за да купи од САД. Потоа, додека троши за бифтеци, за морски плодови, за сајмот во Белград каде што се шетаат владините представници и партиските кадри на СДСМ и ДУИ, каде што се потрошени дури 400.000 евра на тој сајм. Небитно. Потоа, потоа, она што владата го правише со сите оние антикризни мерки, каде што ги субвенционираше не само фирмите блиски до нив, а работниците немаа никаков бенефит. И оваа состојба е нотирана и во последниот извештај на Европската комисија, каде што се вели дека приходот на буџетот е низок во Македонија. Зашто? Заради тоа што не верете, заради тоа не упаѓајте, ве молам. Владата и како треба Владата до сега ги надминуваше своите ингеренции и одеше да помагна, да дава пари на страна од тоа што е негова надлежност на разни други општини, така да и во град Скопје треба да го направи исто. Град Скопје. Така дома. Ајде ве молам продолжите. Ве молам не Дали мислите вие дека ќе се амнестирате од сето ова? Нема да се амнестирате. Господине, нема да се амнестирате од сето. Господине Исмаил, јавноста ве слуша вас. Продолжете со дискусијата. Имате уште неколку минути. Дури и за состојбата на ова јавно предпријатие се разбира дека и советниците и градоначалничката има удел во ова, а ќе се потсетиме сите дека гласавте со исклучок на неколку луѓе тука, сите гласавте заедно и ВМРО, ДПМН, и СДСМ, и ДУИ, гласавте за помош во Украина. Додека нашите предпријатија тука кубурат со буџетите, вие отидовте да
помогнете некаде каде што апсолутно нема никаква врска дека дома ви гори домот, а вие идете да помогнете во комшија. Тоа нема никаква логика. Од тука мислам дека уште еднаш ќе повторам, го повикувам директорот на јавното сообраќајно претпријатие да каже кои општини, по кој основ му должат и според мене доколку градот Скопје има меѓуопштинска соработа со овие општини кои што должат, онда нека ги прекине тие меѓуопштински соработи. Па да видиме кој е виновен. Благодарам.